Стаурци ги пустошат обработливите површини во Струмичко. Појавата на глувци не е ниту нова, ниту непозната работа, но годинава ги има повеќе од кога и да е, велат земјоделците. Според нив, глодарите јадат се пред себе, ги напаѓаат расадите, зеленчукот, пченката, житата, влегуваат во домовите на луѓето и прават голема штета. Тие сметаат дека поради релативно топлото време, глувците брзо се размножуваат и затоа ги има насекаде. Има многу. Многу има, ја и тука ги имаме по каште, по дворовите. У таванто име, тутуно го соборуват по земе паѓа. Претеено е това, и това од големите стапорци. Што ни мачки ги гонат ни ништо. Значи имаме многу големи штети од нив. Така претходно имало ли е минатата година или таа година? Како вај година не е било, значи. Вај година ги има најмногу. Тоа е претеено и по поле и тука во селото. Дали поченички се соберат, по шо, како, не знам, ама многу ги има. Јас сум Јонџе Сикирички атар. Ојдех да видам Јонџето и косарно, вика Јонџето е изедена. Шо? А вика Мишо, какви Мишо? Као одех, кото зајци га пасат, се през половина. Това само дупки. И тоа. И они са пачано сикиричани дека чушките во фолите се изедени. Наред. И за тоа мерки нешто отров треба да дадат државата да им фрлиме. И ќе сега житко нападнат. Тоа е. Имах тука фураж во нашето поле, таква салажа што викаме, ние фураж. И по него би почнали да јадат по башаци по тие работи, се тоа е. Ги има, прават. Најмногу сега тие се жалят што почнаа да саат веќе. А житијента пожелте? Житијента жути се ко такова. Јас вам И што е проблемот? Стручнак не е додел некој да види. Ние не може да кажеме ништо, не знаеме. Гледаме ние отима штета, ама у чому да се уништи таа штета. Има глувци баја, има по Јонџе, има по сите производство има садено, има многу глувци, това е. Штета има голема. Земјоделците бараат спас, оти целиот нивен труд е пред уништување. Оние кои самоиницијативно користеле одредени отрови, велат дека не помогнале во нивното созбивање, а има и такви кои не сакаат на своја рака да ги користат, затоа што им е страв отров од глувците да не го пренесат на домашниот добиток. Отров ставиме само од таа чиница што е од аптеките што купуваме, други не смееме, оти може да се качи горе во самалако пример, па да се отровиш кој ако е некој друг отров. А додека тоа го јадат, нели? А имаше едни бомбони, ти взеа недобри, оти ке фане со завете и го носе во заерето, дека те кој што му давиш да јаде, може да се отровиш и стоката. И од тие веќе не ставиме. Тоа треба власта да зема мерка за това. Има стручнаци по таа работа, неки испитат, ние не знаеме у чому да се уништат. И за тоа мерки нешто отров треба да дадат државата да им фрлиме. Струмичките земјоделци сметаат дека само преку заедничка акција, а не поединечно може да се справат со уништувањето на полските глувци. За ваквата состојба биле известени и надлежните институции. Очекуваат помош и стручни совети на кои начини да се заштитат од наездата на глодарите, кои секојдневно прават големи штети на земјоделското производство.